Само со поништување на вториот протокол со Бугарија, со кој се обврзавме на уставни измени, може да се промени целата траекторија на Македонија кон Европската Унија и да се заштитат македонските национални интереси. Експертите со конкретни предлози, откако премиерот Мицкоски рече дека договорот за добрососедство може да се репреговара и на францускиот предлог да се додаде некој друг, кој ќе ги опфати и правата на македонците во Бугарија. Со едноставен чин на откажување еден записник кој се нарекува протокол и плюс како француски неков предлог, а тоа беше договор меѓу Петков и Ковачевски. Французите само како председавачи со Унијата се интересира, вршеа притисоци, заинтересирани така и за нивни успех. Значи, со еден таков исчекор Македонија почнува од почеток. Го откажеме ли него, се повлечеме од него, автоматски паѓа во вода преговарачката рамка. Додека Бугарија преку уцени и ултиматуми се бори за правата на бугарското малцинство во Македонија, доскорешната македонска дипломатија преку понизност и подголтнување прифати уставни измени и со прст не мрдна за да се заштитат правата на македонците таму и покрај бројните пресуди на Европскиот суд за човекови права. Сега е топката кај Христијан Мицкоски и неговата влада да се обидат да репреговараат. Дека може да се обиде да репреговараат, тоа дефинитивно мислам дека е едно од ветувањата во предизборниот период на премиерот Мицкоски. Така да би требало да се обиде. Меѓутоа мислам дека тоа е екстремно тешко поради тоа што се спомнуваат правата на македонците во Бугарија и пресудите на Европскиот суд за човекови права. Изговорот и објаснувањето на бугарската страна е дека тоа е во еден конфликт со нивниот устав. Значи, било какво репреговарање и договарање ново би значило некои промени во бугарскиот устав. Гледаме колку е тешко да се формира влада таму, а не пак да се направи консензус за промена на уставот. Меѓународната заедница постојано алармира да се почитуваат договорите со соседите и повторува дека нема можност за никакви отстапки, посебно не промена на преговарачка рамка, иако имало такви примери во минатото за други земји аспиранти за Европската Унија. Последно евроамбасадорот Дейвид Гир порача дека нема промена во позициите на ЕУ и дека патот бил трасиран во јули 2022 година, кога беше прифатен францускиот предлог. Предходно реагираше и амбасадорката на САД Агелер дека договорите со соседите не може да се репреговараат, а не може ниту да се репреговара напредокот на Македонија кон Европската Унија. Ова беше причина премиерот Мицкоски да излезе со став дека ако можел договорот со Бугарија да се менува со тоа што му се додаде францускиот предлог, тогаш зошто да не се додаде некој друг кој ќе ги исцрта црвените идентитетски линии на македонецот.